Дали за овие таблирани манифестации како што е Джез фестивалот е пресудила тука документацијата некомплетна или е во прашање кредибилитетот? Предпоставуваме сите дека не, затоа што станува збор за етаблирани манифестации. Но имаме впечаток дека на извесен начин се обидувате овие манифестации кои успеваат комерцијално да работат, да ги трнете од условно, нели, државната редовна поддршка. Апсолутно не е точно ова што го изнесувате. За нас е битно критериумите, имавме критериуми, врз основа на тие критериуми се бодирани. Сите проекти. Кои критериуми Джез фестивалот не ги исполнува? Не ги исполнува, основните документи ги нема достатъчно. Значи за документацијата станува збор. Така, не е спор на кредибилитетот тоа. Така, апсолутно. Така, и јас како пред да стана министер сум отишол на овие фестивали, одлични фестивали се. А зашто не се покриени, односно финансирани од страна на министерство? Зашто се одбиени од стручните служби, од работните комисии? Еве сега, заедно со вас, заедно со сите веќе ве покана. Ќе побарам од работните комисии, кога ќе работат на случајот, да ве поканат и вас. А јас ова лично, еве, преку медиумите ви го соопштувам, дека и вие ќе бидете таму. Ќе седнете заедно со нив, ако сакате да имате увид и вие, во документите ќе имате. Да видите зошто овие се одбиени. И ќе бидат, еве, јас ги прекинувам, да кажам, решенијата за сите проекти што се одбиени. Повторно истите ќе бидат разгледани. Сите решенија за апликантите кои се одбиени бидат преиспитувани и тоа ќе го правиме јавно. Да поканувам сите новинари да учествуваат, па да видите вие зошто тоа е така направено и дали ќе бидат прифатени од страна на комисиите. Јас нема да донесам одлука врз основа на притисок од било која страна. За мене најважно е законот. До комисијата, до стручните служби, така има донесено одлуки, тоа е правна одлука. Јас реков, немам шанса, физички не сум моќен да контролирам 6000 апликации. Ако има некој тако во Македонија што може да го направи, нека дојде.